Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Во засилената акција која започна општина Карпош за расчистување на мини депониите и контрола на потенцијалните загадувачи, денеска представници од секторот за инспекторат на општина Карпош заедно со инспектори од град Скопје и Државниот инспекторат за животна средина имаа работна средба во индустријската зона Момин поток. Од општината информираат дека со посебно внимание се изврши увид и контрола на топилницата во Момин поток, за која имаше шпекулации од граѓаните и е констатирано дека не станува збор за топење на олово. Во зависност од резултатите од мерењата ќе следат конкретни мерки кои ќе бидат преземени од страна на сите надлежни институции, соопштуваат од општина Карпош. Со оваа информација ги започнуваме вестите, а еве што друго ќе гледате во нив. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски избран за председател на Скопски плански регион. Поставен контейнер за ситни електронски апарати пред трговскиот центар Капитол Мол. Снежната кралица, нова представа на театар за деца и младенци. Бензините поевтинуваат, цената на дизелот останува иста. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски е избран за председател на Советот за развој на Скопскиот плански регион на денешната конститутивна седница. Новоизбраниот председател посочи дека негова цел ќе биде вистинскиот рамномерен развој на регионот со акцент на руралните региони. Советот за развој на Скопски плански регион денеска ја одржа конститутивната седница на која беа верификувани мандатите на градоначалниците на општините од Скопскиот регион, а за председател беше избран градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Тој посочи дека негова цел ќе биде вистинскиот рамномерен развој на регионот со акцент на руралните региони и подобрување на условите за живот на граѓаните во сите општини, како и поттикнување на меѓуопштинската соработка. Моја цел во овој период ќе биде да работиме посветено, но пред се одговорно и транспарентно, со крајна цел да подобрување на условите за живот на граѓаните во сите општини кои се дел од овој регион. Идната соработка на општините во Скопско-планскиот регион ја гледам во изготвување на заедничка развојна стратегија и програма за развој на регионот, изготвување на акционен план за имплементација на програмата за планскиот регион, посебно ќе се посветиме за развој на планскиот регион на подрачјата со специфични потреби. Ќе обезбедиме стручна и техничка помош на локалната самоуправа при подготвување на нивната програма за развој. Ќе ја поттикнуваме меѓуопштинската соработка меѓу општините во планскиот регион, како и ќе спроведуваме проекти за поттикнување на развојот на планскиот регион, финансирана од фондовите на Европската унија, централната власт и други меѓународни извори. Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски рече дека вкупниот буџет за рамномерен регионален развој за 2018 година е околу 6 милиони евра од Министерството и Бирото за рамномерен регионален развој и општините соодветно да ги решаваат проблемите. Важно е тоа што Скопскиот плански регион е убедливо најразвиен регион во Република Македонија и учествува со скоро половина од бруто домашниот производ по глава на жител. Меѓутоа, исто така треба да знаеме дека и во Скопскиот плански регион се огромни разликите помеѓу урбаниот дел и руралниот дел. Затоа сакам да порачам Советот особено да обрне внимание на овој проблем и во иднина соодветно да се пристапи кон развој на руралниот дел, затоа што кога зборуваме за развој не може да зборуваме за развој доколку не се развиваме рамномерно. Интензивно се работи на изведба на водоводна, канализациона и атмосферска мрежа на улицата 28 во Сингелич. По завршувањето на градежните работи, оваа улица ќе биде целосно асфалтирана. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски заедно со директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Душко Висковски извршија увид во градежните активности кои деновиве екипи на општина Газибаба и јавното предпријатие Водовод и канализација ги извршуваат. Исто така во тек е изведба на водоводна, канализациона и атмосферска мрежа на улицата 28 во Сингелич. По завршувањето на овие активности ќе се изврши асфалтирање на целата улица. Деновиве општина
општината во координирана акција со екипи од јавното претпријатие Водовод и канализација работат во 2 смени на терен, со цел побрзо поставување на целосна водоводна канализационна и атмосферска мрежа, пошто улицата ќе биде подготвена за асфалтирање. Од денеска до крајот на декември жителите на општина Аеродром ќе можат да се ослободат од расипаните мали електронски апарати пред трговскиот центар Капитол. Како што информираше градоначалникот на општината Златко Марин, вакви контейнери ќе бидат поставени и на други локации низ општина Аеродром. Жителите на општина Аеродром ќе може да се ослободат од расипаните мали електронски апарати пред трговскиот центар Капитол Мол, каде е поставен контейнер за собирање на електронски апарати. Во контейнерот ќе може да се одложува мал електронски отпад како лаптоп компјутери, тастатури, глувчиња, кабли, звучници, слушалки, домашни телефони и мобилни телефони, MP3 плеери, видеокамери, пегли, фенови за коса и слични мали апарати од домаќинствата. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин информираше дека контейнерот пред Капитол Мол е за поголеми апарати, а за помали апарати ќе бидат поставени контейнери на повеќе локации низ општина Аеродром. Општина Аеродром заедно со Нула отпад и со Капитол Мол денес поставува во соработка со нив поставуваме контейнер за електричен отпад. Тука е за големи апарати, а за мали апарати ќе има пунктови низ целата општина Аеродром каде што ќе се прибира електричниот отпад. Се со една цел за да имаме почиста животна средина. Контейнерите ги поставува Друштвото за управување со отпад Нула отпад, како што информираше директорот Маријанчо Дамески. Досега отпадот се собираше директно од домовите на граѓаните, а сега со поставувањето на контейнерите, граѓаните ќе може да се ослободат и од ситните стари расипани апарати. Големиот електронски и електричен отпад како фрижидери, шпорети и слични апарати од домаќинството се собира директно од домовите на граѓаните бесплатно. За оваа акција граѓаните може да се пријават на еколинијата или пак на броевите од најблиската урбана заедница, од каде потоа екипи од Друштвото за управување со отпад Нула отпад ќе ги подигнат расипаните апарати. Нула отпад продолжува со своите активности во општина Аеродром. До сега ги превзимавме габаритните уреди од домовите на граѓаните. Сега со овој контейнер овозможуваме граѓаните да се ослободат и со ситниот, односно отпадот од домаќинствата кој што се води како мал габаритен. Така да во секое време ќе можат веќе да го предадат и ние да го отстраниме онака како што треба правилно. Акцијата на Нула отпад поддршка добива и од трговскиот центар Капитол Мол. Директорката на трговскиот Даниела Адемовска рече дека ваквите кампањи ќе продолжат да се организираат и понатаму и ќе им помогнат на граѓаните да ги зацврстат еколошките вредности на граѓаните на општина Аеродром. Капитол Мол станува дел од ваков голем проект за зачувување на животната средина. Со поставување на вакво место за собирање на електронски отпад не само што им помагаме на тие што рециклираат, туку сакаме да им покажеме на останатите колку е тоа значено за нашето општество. Се надевам дека оваа кампања Нула отпад и слични вакви ќе продолжат и ќе ги зацрснат вредностите на граѓаните, еколошките вредности на граѓаните на општина Аеродром. Како што информираат од Нула отпад, контейнерот ќе биде поставен пред трговскиот центар Капитол Мол до крајот на декември, а има преговори да се постават контейнери и во другите општини во Скопје. Акција за собирање на електронски отпад ќе се спроведува и во општина Центар, а граѓаните кои ќе донесат електронски отпад ќе добијат ваучери од Техномаркет, а оние кои ќе се откажат од ваучерот, неговата вредност ќе биде донирана на социјално загрозено семејство. Општина Центар спроведува акција за собирање на отпадната електрична и електронска опрема директно од домовите на граѓаните, насловена "Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов". Пријавувањето, како што информираат од Општина Центар, е во урбаните заедници, пошто колективниот постапувач Нула отпад од Скопје спроведува бесплатно подигнување на отпадот од домовите. За сите граѓани обезбедени се ваучери од Техномаркет во вредност од 100, 400 и 600 денари, согласно ценовникот и листата на уреди. Граѓаните кои доброволно ќе се откажат од својот ваучер, неговата вредност ќе биде донирана на социјално загрозено семејство во вид на
потребен уред за нова година. Досега во општина Центар се организирани 3 големи акции и неколку помали за собирање на отпадна опрема и собрани се вкупно 14 тони отпад. Општина Петровец реализираше хуманитарен турнир во одбојка и собраните средства ќе ги донира на 16-годишниот Борче Јовановски, кој боледува од ретка генетска болест и мора да замине на операција во странство. Викендов во општина Петровец беше организиран хуманитарен турнир во одбојка. Средствата собрани од турнирот во одбојка кој се одржа во спортската сала Кочо Рацин ќе бидат донирани на Борче Јовановски, кој има 16 години и боледува од ретка генетска болест бета таласемија. Тој итно мора да оди на операција во странство за да се изврши трансплантација на коскена срцевина. За оваа операција се потребни финансиски средства кои неговото семејство не е во можност да ги обезбеди. Па хуманите граѓани може да ја покажат својата хуманост и да помогнат да се соберат потребните средства. Со еден повик на телефонските броеви 070 143 103 за T-Mobile и 143 473 без префикс за VIP1 ќе донирате 100 денари од еден повик, кои за семејството на Борче ќе значат многу, или пак на жиросметка 30000 10000 24834. Театарот за деца и младенци најави премиера на нова детска представа. Снежната кралица првпат пред детската публика ќе биде изведена во среда, а првата реприза е ден потоа, во четврток, пошто ќе биде вклучена во редовниот репертоар на театарот. Театарот за деца и младенци Скопје во среда премиерно ќе изведе представата Снежната кралица во режија на Драган Милушевски Попов по текст на Билјана Крајчевска, веде директорот на Театарот за деца и младенци Кети Мицковска. На денешната пресконференција најави дека ова е прва представа во новата сезона на театарот, која се подготвувала темелно и подолго од вообичаеното, меѓу другото и поради честите гостувања на театарот на меѓународни фестивали. Долго ја чекавме оваа премиера, ама секое зошто си има и затоа. Се подготвуваше доста темелно, напорно. Ми се чини како да подготвувавме представа некоја од калибарот на Шекспир. Но мора да испадне поубаво, мора да биде подобро. За подобро треба и повеќе време. Јас само сакам да напоменам дека до крајот на оваа театарска сезона планираме уште една премиера. Многу скоро ќе започнеме со уште еден проект. Тој проект ќе биде за младинската сцена. Режисирката Милушевски Попова истакна дека се работи за интересен текст кој нуди своја верзија на основната приказна по бајката на Ханс Кристиан Андерсен, напишана 1844-45 година, која била инспирација за многу автори. Целта на представата, како што рече режисирката, е да ги научиме децата да размислуваат, да поставуваат прашања за тоа зошто донесуваат одредени потези во животот. Нашата приказка ја раскажува Кај. Сите ја знаеме основната приказка дека имаме две деца, едно девојче, еден дечко. Они се викаат Кај и Герда. Кај исчезнува, грабнат од Снежната кралица во оригиналната приказка, а во приказката на Билјана Крајчевска Кај одлучува, прави една грешка, донесува една погрешна одлука и тргнува по Снежната кралица, фасциниран од разноразни доблести кои што ги има овој лик. Нашата Снежна кралица, за разлика и нашата представа, за разлика од сите бајки кои што се добро познати, не ги дели ликовите само на добри и само на лоши. Туку ни отвара разноразни прашања зошто некој лик донесува некаква важна животна одлука. Сметам дека во театарот за деца немаме право да даваме конечни животни ставови, да немаме право да наметнуваме ништо, туку да ги провоцираме децата да размислуваат на тема што е добро да се направи, а што не, да одлучат сами кој е нивниот пат, а ние како родители и како автори сме тука просто да ги поддржиме за да можат сами тие ставови да ги донесат.
Авторката на текстот Билјана Крајчевска, која е вработена како драматург во Битолскиот театар, истакна дека ова е нејзин прв театарски текст за деца и се надева дека со представата ќе ги израдува децата, но и нивните родители. Работата за текстови за деца е многу деликатна. Детската фантазија е нешто, не знам, нешто бесконечно, нешто што ние сите се уште патиме да сме деца и така натаму. И нешто што треба да ни предизвика и кај нас инспирација, за да успееме да ја задржиме и да ја продолжиме низ оваа представа, низ овој текст, низ овој начин на игра. Јас едноставно не знам, се надевам дека едноставно ќе имаме критики, се надевам ќе имаме негативни и позитивни критики во врска со овој текст. Ана Левајковиќ, која ја игра насловната улога, Снежната кралица, за разлика од незините поранешни улоги, овде вели дека прв пат се јавува во улога на негативец. Обично јас не сакам да зборувам за мојот лик, сакам да каже тоа публиката, сакам да каже критиката како сме го направиле тоа, како сме ја донеле таа представа. Во секој случај за мене беше нешто поразлично од тоа до сега што ги правев моите улоги. Обично сите беа позитивни, сите се со некаков си ведар карактер, за разлика од оваа представа Снежната кралица. Ќе имаме хит, се надевам дека децата ќе ја сакаат оваа представа. Во оваа приказна за силата на пријателството, љубовта и растењето, улогата на Герда ја игра единствената гостинка, Сара Климовска, што туку дипломиран актер на Факултетот за драмски уметности, додека улогата на Кај ја игра Бојан Кирковски. Во актерската екипа се и Мики Анчевски, Симона Спировска, Емра Куртишова и Мартин Јордановски. Сценографијата е на Кирил Василев, костимограф е Андреј Папас Георгиевски, а кореографија и сценски движења се на Симона Спировска. Композитор на музиката е Огнен Анастасовски. Илустратор на боенка и пустерот кој е специфично решен е Марко Георгиевски. Инаку последен пат Снежната кралица е поставена на сцената на Театарот за деца и младенци во 2005 година, како куклена представа. Реприза на Снежната кралица ќе се игра ден по премиерата, на 30 ноември, а потоа ќе влезе во редовниот репертоар на театарот. Фондот за деца на Обединетите нации УНИЦЕФ Македонија го представи второто видео со скриена камера BD-FAIR за детство без пречки, со пораката "Види ја способноста, а не попреченоста", кој става акцент врз прифаќањето на тоа кои се децата и што умеат да направат, а не врз пречките од нивното оштетување. Второто видео со скриена камера, снимено една година по првото, кое прикажа како луѓето реагираат кога ги послужува помошник фармацевт со Даунов синдром, покажува позитивни знаци на промена во ставот кон попреченоста. Откако беше прикажано на почетокот од годината првото видео со Нина Костоска, студент на 4-та година која во слободно време помага во аптеката на нејзиниот татко, се прошири по медиумите низ земјата. Тоа потекна дискусија за стигмата кон лицата со попреченост и предизвика голем интерес и поддршка за способностите на Нина. Нина Костоска вели дека се согласила да го снима второто видео за да види дали реакциите на луѓето ќе бидат различни откако дознаа повеќе за неа. И додава дека луѓето биле поотворени да добијат совети од неа и биле попријатни. Во рамки на кампањата на 100 локации низ земјата поставени се серија од 12 билборди, на кои децата со попреченост се прикажани како пријатели, студенти, ученици, музичари, спортски шампиони, истакнувајќи ја љубовта, љубопитноста, радоста и способноста што тие ја носат, информираат од УНИЦЕФ. Кампањата BD-FAIR за детство без пречки е дел од пошироката програма поддржана од УНИЦЕФ за унапредување на правата на децата со попреченост и е поддржана од регионалниот проект финансиран од Европската унија и УНИЦЕФ заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на деца со попреченост во земјите од Западен Балкан и Турција. Од ноќеска на полноќ бензините ќе се продаваат по нова намалена цена, а цената на дизелот останува непромената.
Нафтените деривати поевтинуваат од полнок за 1,2% во просек, најави регулаторната комисија за енергетика. Цената на бензинот Евро Супер 95 се намалува за 1 денар, а Евро Супер 98 поевтинува за денар и половина. Цената на дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство остануваат непроменети, а поевтинува мазутот. Комисијата наведува дека суровата нафта на светските берзи во изминатите 2 недели се продавала по пониска цена, а курсот на денарот бил понизок во однос на доларот. Студено и ветровито време со повремен слаб снег најавува управата за хидрометеоролошки работи за утре и задутре. Минималната утринска температура во среда ќе се спушти до минус 10 степени, а дневната ќе се движи во интервал од 3 до 8 степени. Но влажен бран со пообилни врнежи од дожд ќе има во четврток. На повисоките планини ќе има и врнежи од снег. Во четврток ќе дува повремено заселен југоисточен ветер, а од петок утринските температури насекаде ќе бидат над нулата. Наградата најдобар млад бренд во Македонија на недела на дизајн во Скопје годинава беше доделена на Пастело од Куманово. Пастело е млад бренд во Македонија, мала компанија составена од ентузијасти од Куманово. Инспирацијата потекнува директно од звукот на материјалот, спојот помеѓу дрвото, челикот и јажето. Ова беше последната информација за денеска во вестите. Повеќе информации има на нашата веб страна matama.mk. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер.